За конкретни случаи кои што настанат во текот на вчерашната вечер, сум информиран накратко од страна на началникот на СВР Скопје пред да отпочне овој настан. Знам дека потенцијалниот насилник е задржан во рамки на полиска станица и за истиот ќе се превземаат действија согласно она кое што го имаме утврдено како фактичка состојба првично. Битно е дека во конкретната ситуација за среќа немаме смртни последици. Повеќе детали не би сакал да споделам во овој момент и јас ги немам сите детали. Знам само дека насилникот, потенцијалниот насилник, така да го кажеме, пошто нели се уште сме во фаза на истрага, е задржан во рамки на полиска станица и за истиот, согласно оние информации кои што ќе имам, ќе биде процесуирана итна постапка за негово спроведување во рамки на судските постапки понатаму. Во текот на вчерашната вечер има уште еден случај кој што е поврзан со семено насилство. Како што сум информиран, имаме уште еден насилник кој што е задржан во рамки на полиска станица и за овој случај ќе се постапува во соработка со јавното обвинителство. Дали е ова последица на она кое што се случува во последно време е поврзано со охрабрување на жртвите да почнат да ги пријавуваат насилниците? Дали е ова поврзано со тоа што вие новинарите посебно давате внимание на овој тип на насилства, да речеме, кои што ни се случуваат во државата? Не знам, но во секој случај сигурен сум дека јавното говорење за ваков тип на насилство и брзата интервенција од страна на сите институции ќе дадат ефект.